Да се заблагодарам и на сите граѓани, и на сите колеги, и пред се на Сдруженијето на новинарите со ова прва една ваква акција од овој тип и која уште, она што е уште подобра вест, заврши успешно. Уште еднаш ке нагласам, веста не беше пренесена преку главните медиуми и тоа покажува колку и при вакво оскудно информирање акцијата сепак успеа. Уште еден момент, тоа е да ви информирам дека вчера ние продолживме постапката пред Врховниот суд. Значи тоа е вонреден правен лек, зашто сега треба да платиме и уште 1500 евра судска такса. Да потсетам дека и за жалбата на апелација плативме уште 1500 евра. Ке продолжиме и пред Уставниот суд, се заради тоа што сме одлучиле да одиме до Страсбург. Убедени сме дека темата која беше објавена во Дневен фокус, кој веќе не постои, третираше тема која е од јавен интерес и весникот имаше релевантен избор, што за жал нели судот не го прифати тоа за такво. Ви благодарам на сите и ја поддржувам ова идеја на Насер дека и во иднина треба да се продолжи на овој план со ваков еден солидарен фонд, затоа што ние пресудата што ја добивме, ја преведовме и на англиски, таа е испратена до сите релевантни адреси. Издруженијето не зборува на памет, значи тие ја имаа пресудата. Сдруженијето ги мониторира сите судски процеси за клевета, така да може многу убаво да се направи компаративна анализа дали судството, судиите имаат двоен стандард при вакви случаи или не. Ке внимава ли фокус во еднина да не предизвика уште една душевна болка на некој? Видете, ние внимаваме, ние секогаш имаме или документи, имаме некој извор, имаме човек кој дава изјава, кој сметаме дека е релевантен. За жал, ние многу ретко од одредени министерства и институции добиваме повратен одговор. И тоа трае со години. Значи, нашиот обид професионален да ја добиете втората страна, секојаш завршува на таков начин, мислам дека дури и тенденција да не направи непрофесионални. Јас мислам дека постојат некои други кои исто така треба да внимаваат во својата новинарска дејност, но за жал тоа поминува поинаку пред судот.